Тековната пандемија поремети многу нешта. Страв, несигурност, вознемиреност, лутина. Но за голем број македонци ништо не можеше да биде полошо од тоа што ова лето границата со Грција остана затворена. Патиштата кои водат до Платамона, Вурвуру, Неамудања, до Средоземното море, ќе мора да почекаат до следната година. Мојата врска со Грција не е сезонска. Не е поврзана само со Гиро, Икеа или со морето. Живејќи 6 години во оваа земја како дете, мојот однос со неа е длабок и постојан. Како болката која ни ја нанесуваше Кирија Елени, учителката со обелена коса и джиш црвено лакирани ногти, кога ни ги тегнеше ушите ако бевме немирни. Како мирисот на спржените борови иглички и шишарки на ридот пендели близу Атина, кога сонцето летее во зенит. Или киселоста на салатата од краставички, која комшијата ја делеше со нас, децата од населбата Агија Параскеви. За жал не се сеќавам на името на овој стар ѕидар, но знам дека ќерка му се викаше Асимина, сребрена, како бојата на неговите мустаки натопени во узо. Тој е виновен што претерувам со оцетот во салати до ден денес. Сите овие сетилни спомени оживуваат кога мислам на детството во Грција. Но ништо не ме трогнува повеќе од слушањето на одредена грчка музика. Песни кои моите ги пуштаат додека јас и брат ми, роден во Атина, седевме на задното седиште на белата симка. Моравме да бидеме тивки ако сакавме да го слушнеме стариот касетофон, кој често прегреваше и ги джвакаше касетите. Една сина со најголемите хитови на Григорис Битикоцис и една портокалова под име Балади, длабок женски и уште подлабок машки глас, кои пеат сериозни стихови, за кои подоцна дознав дека се напишани од поет. Слушајки ги научив зборови кои беа вон речникот и разбирањето на едно 6-годишно дете. Θα μείνω κι εγώ μαζί σας μες στη βάρκα, ύστερα απ' το φρικτό ναυάγιο και το χαμό. Θα μείνω κι εγώ μέσα στη βάρκα, ύστερα από το φρικτό ναυάγιο και το χάμο. Имало бродолом, вели гласот. Малкумината спасени се во кајче среде разбрануваното море. Ке пронајдеме суво копно, некој напуштен остров и ке создадеме нов свет, вели тој одлучно. Ке изградиме куќи околу голем плоштад и на него црква. Ке направиме дури нов кораб. Преживеаните од бродоломот ке доживеат длабока старост и ке бидат среќни. Но, предупредуваше тој, нивните деца нема да личат на нив. Εκεί θα χτίσουμε τα σπίτια μας, γύρω γύρω στη μεγάλη πλατεία και στη Бев среќна за оние што се спасиле, но постојано се прашував, зошто децата нема да личат на своите родители? Дали траумата на бродоломот некако ќе ги промени? Ќе го избришат ли тие своето минато? Тогаш не разбирав, но како што самата стареам, така значењето на спомените станува се појасно. Се уште ја има музиката од двете касети во кола на USB стикче, но морам многу да внимавам кога ги пуштам. Веселите се окей во секое време. Варкасто јало или кајче на брегот, матја вуркомена или насолзени очи, но да се пушти ине мегало со кајмоз, големе копнежот со стихови од друг славен грчки поет, представува сообраќаен ризик. Често се фаќам себе си како не поаѓам на зелено светло, длабоко потоната во стиховите.
Голем е брегот, висок е бранот, вели песната. Голем е копнежот, горка неправдата. Како да се зборува за вакви чувства кон земја која е сметана за непријателска? Како да го споделиш воодушевувањето од незината музика и книжевност, притоа заобиколувајќи ја политиката и проблемот со името? Јас сум Илина Јакимовска. Во оваа епизода од подкастот Обични луѓе, посветена на македонско-грчкото пријателство, ќе се обидам да покажам дека постојат луѓе на другата, јужната страна, обични луѓе кои ги споделуваат истите убави чувства за нашата земја и незината музика и уметност. Во меѓувреме, ќе се обидам да ја најдам мојата некогашна пријателка од основно, со која седевме во иста клупа. Незиното последно писмо од пред многу години, пишувано на рака, велеше: "Ти си моја сакана пријателка и секогаш ќе бидеш." Барајки ја Јоана. Јанис го познавам скоро 20 години. Се запознавме во Скопје во 2003 на првото издание на студентската конференција, символично наречена Преминување на границите. Тогаш тој самиот донесе 19 студенти од Универзитетот во Лерин. Зборуваме за време на крајно затегнати односи помеѓу двете држави, кога ваквиот чекор беше во најмала рака ризичен и по неговата професорска кариера, но особено поради фактот што студентите беа сместени во домовите на своите домаќини, студенти по етнологија и антропологија од Природно-математичкиот факултет. Иако првиот ден тензијата беше силна, на последниот студентите буквално плачеа кога се разделуваа. Таа прва средба поттикна создавање цела балканска мрежа на студенти и професори по антропологија, а по онаа првата се одржани уште 17 такви конференции во различни земји. Денес Јанис предава во Солун, но поголемиот дел од животот го поминал во родниот Лерин. Какво било неговото лично искуство на живење на граница? Being so familiar with all these different cultures and different groups and different languages and different kinds of music and different dances, because I used to dance also, it was very natural. So crossing the border, it was very natural listening to people speaking non-Greek, or speaking Slavic, or speaking Macedonian, or whatever you want to call them. Having people coming from Albania in the early 90s, speaking with my grandmother Albanian was also very natural. My family is kind of mixed through the not only blood relations but also with the relatives that came into the family through marriages and everything. So we have family members who speak or used to speak the previous generations Arvanitika, others who grew up in a village where people spoke Arvanitika and Dopja, family members who got married and then migrated to the States, family members who had migrated to the United States before 1950 and were more like pro-Bulgarian ideas of national ideology, and this was never an issue. It was family, it was getting together, it was close ties. They were not arguing between themselves? No. Maybe this is a good example to express that. A few years ago, one of my uncles, he is the brother of my grandmother, celebrated his 60th, 70th marriage anniversary with his wife, who they both came from the same village in northern Greece. They both speak both Greek and Macedonian and Arvanitika. They both had families, family members, covering all these range of ideologies. In Greece, in United States, in Canada. So when they celebrated this, they organized it in the Greek Orthodox Church in the city where they live, having a band, music band of Macedonian origin, so to say, and people
were invited were both Greeks and Macedonians dancing Greek and Macedonian song and singing Greek and Macedonian in the Greek Orthodox Church. Вака опишана, целата ситуација изгледа прилично романтично, гледано од денешен аспект речиси невозможно. Кога и зошто таа почнала да се менува? I think it has changed over the years, but the more I go back to the previous decades, the more I see that the problem started to exist when somebody could be accused of not presenting himself, herself as very Greek because of not speaking Greek, or because of dancing certain dances, or because of participating in certain dance events. Or speaking non-Greek in public spaces in the local town, and this was and has been a problem in certain periods, because this is then gets the whole issue to a kind of political game, which has very immense benefits for certain people and groups. So presenting myself as this or that might give me access to resources. Долги години хоби на Јанис му било членувањето во играорна група, танцувањето и народната музика. Не е случајно што неговата докторска теза, одбранета на Универзитетот во Хамбург, се однесувала на врската помеѓу играњето и идентитетската политика во Северна Грција. Дали има омилени македонски народни песни? Of course I have. I remember listening to very nice melodies from since I was a kid in dance weddings, in dance feasts. I just recall right now that I'm very, very fond of the song Laži, Laži Vere, very much. I also recall the song which is Bolen Leži Mlad Stojan, which has also come out in a Greek version, maybe 4 decades ago or so, and it was a song which, when my aunt, my mother's older sister, heard of this in the United States, she started crying in the 1980s. And then they came back just a few years ago, the whole family with her kids and grandkids, and we were gathering in our house, preparing for a marriage of my cousin who lives in Greece, and we were playing this music. And some people of the family were singing it in Greek, and then some others were singing it in Macedonian, the same thing, in our house yards. So these are very, very personal moments, emotional moments that, of course, have nothing to do with ideology and national ideology. Како сето ова влијаело врз изборот на неговата професија? Дали се одлучил за антропологијата, бидејќи таа можела подлабоко да му ги објасни нештата што се одвивале пред негови очи? Yes, I think I would say that all these experiences of me growing up and living in a place like Florina related to the expression of feelings of people in dancing, in singing, in family occasions, and all these situations that I encountered, especially after 1990, and all this politicization of music and dancing expressions, they were the ones that turned me to try to find answers for this, for myself. Because I have learned that dancing is a way of expressing ourselves. And I would see older people in the early 90s being afraid of speaking of dances or singing anything else other than Greek. And this was very personal for me because it was existential, an existential question for me. I wanted to find answers for myself. And of course, I couldn't really, turn myself away from all these personal or family or even broader dramas that people have experienced in previous decades because of all these political situations that relate a cultural expression with national ideology, which is not a given thing. It's two different things.
Сепак, дали би можел толку слободно да се занимава со вакви теми, доколку не заминел на постдипломски и докторски студии вон Грција, во случајот во Германија? That's a very good question. I think if I had stayed at that time in the mid-90s in Greece, I'm not sure that I would be able to, take the perspectives I took when I went abroad. Maybe because there weren't people to supervise this work in anthropology in Greece yet at that time. And also something which is sometimes still the case, scientists are very cautious or afraid of getting involved themselves into these political issues by supervising something which somehow is perceived as it challenges the national certainties of what is Greek and how is Greekness expressed. So going abroad, it gave me all these perspectives and gave me the chance to distance myself from these and then come back with a different understanding, I think a lot more critical towards myself, my previous past, and my role as a local or as a researcher in order to try to take the perspective I took. Александра исто така антрополог, етномузиколог и музичар. Образувана е во Грција и Британија и со големо теренско искуство од Иран. Незината семејна историја е сепак многу посложена од онаа на Јанис, толку живописна што од неа лесно може да се сними филм. Патот на приказната води од Мала Азија во 1920-тите, преку Воденско, Чехословачка, Узбекистан во поранешниот Советски сојуз, Топанско поле во Скопје, тогашна Југославија, па назад во Грција, овој пат во Атина. Ја замоливме да не поведе низ хронологијата. Okay, so first of all, my father is Russian, and this is the simple part of my family history. I was born in former Soviet Union in Tashkent, Uzbekistan. This is my father's history, which is related again to my mother. Tashkent is related to my mother, and I will explain how. My grandfather, my mother's father, he is a Pontic Greek, and he came to Greece from Minor Asia at the age of 4 with his family during the compulsory exchanges of population between Greece and Turkey in the 1920s. So Pontic Greek, this is a Greek ethnic group from the Black Sea. When he came to Greece, he actually didn't speak any Greek. He spoke only Pontic, which has Greek roots. And he spoke also Turkish. He loved also Turkish music. He would listen to classical Turkish music. I'm trying these days to find the cassettes that he was listening some 40, 50 years ago and see exactly the type of music he liked. So when he came to Greece in the 20s, he learned Greek later on, and he settled in Ida, which in Macedonian it's called Vodensko, and it's the birthplace of my mother, and also the birthplace of my grandmother, my mother's mother. This is Ida, or is a small village near Edessa, and it's near the Greek northern Macedonian borders. So my grandmother, her name is Eleftheria, or the Macedonian name Slobodanka. She was brought up in a Slavic-speaking family. And she spoke only Macedonian, and she didn't speak any Greek before going to school, like my grandfather. She also learned Greek in school. So because my grandparents, they were communists during the civil war in Greece, which was after the World War II, and they belonged as communists in Hellas, it's a communist party. They had to flee Greece
and they settled in Soviet Union as political refugees. But the family of my mother was at that time separated. So the grandparents, they went to Soviet Union, and all the children, they went to Czechoslovakia, because Czechoslovakia, it was a socialist country, and it was considered safe for the children of the communists. So after living 5 years in how do you call this, school for small children, the kids, they went to Soviet Union to find their parents. And it was there, my mother, at the age of 20, she met my father, they got married, and this is how me and my brother were born. And at the age of 3, we left Soviet Union and we came to Macedonia. So why my mother decided to come to Macedonia? Actually, then it was Yugoslavia. Then it was Yugoslavia, yes, thank you for making that clear. So why my mother decided to come to Yugoslavia? First of all, the Russians, they wouldn't let my father leaving Russia to come to Greece. Whereas Yugoslavia, because it was a socialist country, my father would get the permission from Soviet Union much easier, because at that time, Soviet people, they need permission to leave the country. This is one reason. Another reason is that my mother felt close to the Greek borders, and all of her brothers and sisters, they came to Greece. But most importantly, it was because Macedonia, it's the country, not the country, but she felt very, how to say, comfortable being in a place in a place where her mother originated from. Of course, her mother was born in the Greek part of Macedonia, but nevertheless, we already had some relatives in the Macedonia, in the Yugoslav part of Macedonia. So she had cousins, she had aunts, yes, and this was easy for her as a choice. Also, it was a very good destination for my grandmother and my grandfather, because at that time, Greece, they wouldn't give pensions to Greek refugees who would return from Soviet Union, whereas Yugoslavia, at that point, they would give pensions. So my grandmother, Eleftheria, with her husband, Yorgos, they came to Macedonia. One of the reasons, it was also this, not only the origins, not only feeling at home, but it was also economic the reasons as well. Кога дошла во Скопје, Александра имала 3 години. Кои се нејзините спомени за овој период? You were, Yes, think, I 3 years came at old. the age of 3, and my mother said that I learned to speak Macedonian in 1 month. I don't know if that's true or not. And when my father came, because my father came a bit later, after 7 or 8 months, because of the bureaucracy, he said that he was learning Macedonian from me. Дали семејството било травматизирано што морало да го напушти Ташкент? No, because, you know, in Yugoslavia at that point we had a socialist state that would provide us everything we needed. We had free housing, we had a very good health system, we had free schooling. My mother was employed after a year in a public hospital. So everything was really, in terms of livelihood, it was really good. But also we lived in a neighborhood and in a building where most of the people living there would come
would be also Macedonian Greek refugees from Soviet Union. So we were not feeling alone. There was a community, let's say, of Macedonian Greek refugees that we belonged to by living in the same building with them. So they found each other, let's say. You know, all my friends, they were Macedonians. So I never felt really very much different. Дали и денес одржува контакт со некој од нив? Well, you know, Facebook helped a lot to establish a communication after many years, because when I left in 1988, it was very difficult to keep the communication. I would come, though, every second year to Macedonia in the early 90s. And this was the way to keep my relations with my friends. But now in the last, let's say, 10 years, Facebook is very helpful. Yes, I do have some very good friends in Macedonia. Во 1988 родителите на Александра одлучуваат да се вратат во Грција, но не во селото од каде што потекнуваат. No, nobody returned to my mother's village, because we did had some lands, but these lands were bought by the government and they used them to build some kindergarten. So we didn't have any lands anymore to return in that village. My mother's twin sister, she came to Athens, and that's why my mother decided to come to Athens. And her other three brothers, they went to Thessaloniki. Тогаш Александра имала 16 години. Како се сеќава на повторно новата ситуација во која што се нашла? I remember that all our stuff from our apartment from Topansko Pole were put in a truck, and I was looking, and I was also returning from coming to Greece with that specific truck, with all our stuff in the truck, and it was. I felt very sentimental and very sad, because I said, how it's possible all my life, 13 years, to fit in a truck. This is what I thought at that time. Obviously, it's not 13 years in a truck. It was the material things in the truck, which, by the way, some of them are, we also have like some very big furniture. We have also kept them because they are of very good quality. And I have kept also the piano. Wow. From that truck, yes. So coming to Greece, I think it was difficult for me as a teenager, because first of all, the separation from my friends, it was a trauma for me. And also it was a trauma coming to Greece and announcing that I'm Macedonian, and people, or coming from Macedonia, not Macedonian, announcing that I was coming from Macedonia, and people not understanding what I mean. Because at that time, Yugoslavia still existed. There was no issues about the name of the Macedonian state. So when I would say Macedonian, my friends, you know, at the school, they wouldn't understand what I would refer to. And in the 90s in Greece, there was a wave of Albanians coming also to Greece. And you would feel in the air that, you know, Greece, it was a country that we didn't have much ethnic diversity. So we would have of course, the refugees, the Greek refugees returning from Soviet Union. But the first, let's say, different ethnic groups coming inside the country, were the Albanians. So I would feel in a way that they would, my friends, they would treat me as a foreigner, as way they would treat Albanians, also, although my mother was Greek girl. But because I would accentuate my experience living in Yugoslavia, in Macedonia, this is what they saw in me.
Може би ова е добро место да преминеме на македонски. Малку да те чуеме како зборуваш. Ајде! Сега, после сето ова што го раскажавме, а што е всушност во голем дел твојот живот, дали ти може би си се одлучила да студираш антропологија токму мотивирана од овие процеси низ кои што ти самата си поминала, за да можеш и подобро да ја разбереш и сопствената семејна и животна историја. И како се чувствуваш денеска? Дали можеш да кажеш дека припаѓаш на една или на сите овие заедници? Како се вика дестини на македонски, подсетиме те мала? Судбина. Знаеш, користиме и късмет. Късмет, да, турски, да. Види, ја мислам дека антропологија беше мојата судбина. Некако и јас и јас ја изберев антропологија, но и антропологија ме избере мене, разбираш? Некако се случи така, затоа што во 90-тите години во Грција немавме толку многу добри информации за што е антропологија, што ќе изучуваме, што ќе бидеме понатаму. Па некако така, тоа што го разбирав ја од што е антропологија повеќе нешто, може би сум прочитала една страница негде. Значи, некако се осеќам дека ми беше судбината и дека и антропологија ме одбра мене. Сега како се чувствувам јас? Види, мислам дека секогаш зависи и од тоа каде живеам, каде живеам понекогаш. Например, кога си отидов од Македонија, кога дојдовме во Грција, се осеќав и русинка, и македонка, и гркинка. После кога отидов да студирам во Англија и отидов, например, да истражувам за персиската музика во Иран, кога се вратив од Иран, сакав да викам дека се чувствувам културолошки иранка. Значи, сите тие култури што јас ги доживеа во својот живот, јас ги носам во себе. И македонската, и иранската, и руската, и грчката. Сега последните 20-30 години живеам во Грција. Значи, грчкиот идентитет ми е, да речеме, многу поакцентиран. Александра свири на ориентални перкусии, томбак, даф и бендир и е член на големиот меѓународен оркестар при Националната грчка опера, кој има 25 членови, меѓу нив бегалци од Сирија, Иран и Ирак. Свират модална музика од регионот на Медитеранот и на Средна Азија. До сега не свиреле македонски песни, но таа има најмалку една на ум. Јас македонската музика ја запознав веќе кога си отидов од Македонија во Грција. Значи во Македонија слушавме популарна музика меѓународна повеќето во тие времиња. Па така се запознав со македонската традиционална музика во Грција. Една песна што ја сакам многу е на Вања Лазарова. Песната на Вања Лазарова што се вика "Кој ти ги даде тие црни очи". Ја сакам многу, да. Кој ти ги даде, море, тие црни очи? Дај ми ги, лудо младо, за мене. Дај ми ги, прва севдо, за мене. Извинете за гласот, јас не сум пејачка. Јас свирам на одирачки инструменти. Така што гласот не ми е толку добар, но ја испеав песната стварно со срце во душа.
Слушајќи ја приказната на Александра, се обидов да сватам дали имало момент кога нашите животни патеки можеле да се сретнат. Кога таа дошла во Македонија, јас сум била тука, но набргу сум заминала за Грција. Кога сум била во градинка во Атина, таа била во градинка во Скопје. После јас сум била во основно во Грција, таа била во основно тука. Таа останала до 16 во Македонија, а јас во неа се вратив некаде на 10. Повторно сме можеле да се сретнеме, кој знае, може би некогаш сме се разминале на Скопскиот плоштад, како две паралелни животни приказни кои многу години подоцна ќе се спојат. А сме учели и во исто средно школо Јосип Брос. Кога така ќе ги поставиш работите е многу интересно, знаеш, како паралелни животи, а всушност на ист простор и са не можам да кажам со слична судбина, затоа што твојата приказна е многу посложена, но сепак, знаеш, емотивно, многу слично стојат работите, затоа што јас се потресувам кога ќе слушам грчка музика или кога ќе помислам на Грција. Ти сигурно имаш емотивна врска, еве, како што самата кажа, со Македонија. Значи, ова се некои интересни, флуидни приказни кои што се како морето, знаеш, една во друга се влеваат. Јас сакам нешто да кажам, не знам дали тоа можеш да го употребиш или не, но би сакала да кажам нешто што го сакам многу во Скопје и веќе не постои. Јас го сакам многу стариот камени мост во Скопје. Еве сега ми доаѓа да плачам, дека кога дојдов после 10 години, јас не бев во Скопје до пред 2 години, дојдов после 10 години. Последниот пат бев во 2009-та, после ја родив ќерка ми, не можев да дојдам, така дојдов после 10 години. И кога го видов камениот мост, што ги сменија камењата, стварно многу ми беше жал. Еве и сега се потсеќам, се осеќам дека нешто ми украдоа. Нешто од своите спомени, од мојот живот, од мојата култура, стварно многу ми е жал. И се придружив на Александра во плачењето. Таа за камениот мост, јас за игралиштето во мојата некогашна атинска населба, на чие место најдов мал трговски центар кога се вратив 27 години подоцна во 2003. За флуоресцентно розевите гумички кои мирисеа на мастика и за благото што се јадеше со лажиче во студена вода со вкус на мастиха со Х. Звуците на машината за куцање на татко ми и неговото викање по телефон додека диктираше известување за Нова Македонија. За безгрижното детство и за времето што се менува и не менува. Софија е најмлада од моите соговорници. Таа нема семејни врски со Македонија и живее далеку од границата во Атина. Но пред неколку години патот ја носи во соседна земја во која не била никогаш претходно. I came here for the first time in 2014 due to love and art. I came in order to participate in the artist meeting that was organized as part of Fotini Gousseti's wedding or artwork or both at Krushevo. I didn't know her back then, and this art was crucial for my appreciation of her work in general and for the friendship that we have developed since then. It was also crucial for the topic of my PhD in social anthropology, and as it seems, for my life as well, since I have been living between Athens and Skopje in the past 2 years now. Пред да тргне само од Крушево за Скопје, стравувала на што ќе најде. Годината е 2014, а во центарот на градот неколку години претходно е поставен голем споменик на Александар Македонски. I like traveling alone. I get to talk to people more this way. And that's how I came to Skopje right after the wedding in Krushevo, knowing almost nothing about the city. I only had this impression, this fear, that people might be hostile because I'm Greek. I was very, very wrong. I got into really great discussions with total strangers about their seasonal work or their vacation in Greece, their Greek ex-partners or relationships, about Skopje 2014 that was getting built around us. I really felt welcomed. Until today, I never had problems. People like to tease me, of course, but I have seen that humor is often used in uncomfortable situations.
When the country had to change its name, people were ironically thanking me and the Greek government for making them north and for willingly taking the place of the poor and undeveloped south. Никогаш претходно го немала видено Скопје дури ни на фотографии, но населбата каде што се сместила во близина на Олимписки базен, необично ја потсетувала на низината атенска населба. I really like the city of Skopje. I find the architecture, the modernist architecture, stunning. And when I came here for the first time, I had this strange feeling of familiarity with the city, although I had never seen even pictures of it before. And when my mother visited me, she said, "Okay, now I understand why you like the city." I spent the first years of my life in an apartment that was in a group of buildings that looked very similar to the ones that you can see here. For example, those around Olympiski. That is almost identical buildings, not very big, with open public spaces in between that allow a big parcel of sky to each window, where people can gather and children can play. Софија е антрополог која се интересира за современата уметност, но и самата има учествувано на изложби на перформанси. Многу брзо се поврзала со тукашната уметничка сцена и добива покани за соработки. Паралелно со ова ја работи својата докторска, споредувајќи уметничката продукција на Атина и Скопје. I am very glad that I have had the chance to participate in art exhibitions and events in Skopje. First, it was in the Podzemia Polesno Sediše festival. It is an underground festival. It's literally underground. Then it takes place every year in a parking under Gradski Zid. It is organized in a collective and non-institutional way by a group of young people that are also friends. In the festival, we exhibited part of the work Indigo. It is a video that was made together with the artist Alexandra Norostopoulou, and it was inspired by a Greek conspiracy theory about children born in April 1983. Both Alexandra and I were born in that month, and we were surprised by how a generation was presented by the media as a gifted children generation that will save Greece from some hypothetical enemies, and at the same time they are under the threat of some secret powers. Првпат ја видов Софија во уметничка акција на изложба во април 2019 во МКЦ, каде на софра служеше традиционални јадења со зидарски алатки. Главен елемент при тоа беше белиот сос бешамел, кој како малтер покриваше се, и гравчето и бурекот. So, Bechamel is a photo essay. It's an installation and a performance that draws links between bechamel sauce, neoclassicism, eclecticism, nationalism, and patriarchy. Reflecting on the cities of Athens and Skopje through Nikolaos Tselementes' cookbooks, it deals with memory management as well as forms of silencing and concealing in regards to food, gender roles, and the city. I did this performance also in Athens, and in Athens it was very special because it was presented in a cultural center about traditional dances and traditional costumes, and people meet there weekly, so they did not realize from the beginning that this is an artwork and I'm a performer there, because every week they have buffet, so they thought that I was this week's buffet, and they were complaining about how little food we had, about having to wait for me to serve the whole thing with this procedure that I was following with the tools. Why don't we have enough plates this time? And but when they were realizing that it's an artwork, they would come to me and say, "Okay, this is good. Thank you for showing it." Софија вели дека е фасцинирана од приказните и уметноста кои ги доведуваат во прашање фиксираните идентитети, кои прават луѓето со различно потекло да се чувствуваат поблиски едни со други. Тоа што е во врска со човек кој не е грк е уште една манифестација на тоа колку е тенка границата помеѓу личниот живот, уметноста и истражувачките интереси. Како да се зближат нашите народи? I think it's hard not to fall into clichés, but I do believe that it can be done by traveling or by sharing films, literature, music, art, stories,
by establishing collaborations and looking for chances to come together. Things like this podcast, for example. I don't believe, though, that contact alone can magically solve all problems. I want to thank you for this invitation. It has really been a pleasure, and it has also been a great opportunity to reflect on why I like what I like about this city, on what I do here, and what position I speak from. Работењето на оваа епизода ме потикна да влезам во трагата на девојчето кое седеше со мене во клупа во грчкото школо, а живееше во комшии, мојата најдобра другарка од тоа време, Јоана. Ја нема видено од 2003 кога последен пат бев во Атин. Некое време се допишувавме, најпрви на грчки па на англиски, но потоа ја загубив. Го прекопав интернет, но ниту една Јоана што ја најдов не беше таа. На крај ја замолив Софија да се јави на стариот фиксен број кој го имам запишано во едно прастаро црвено тефтерче, кое во меѓувреме ги преживеало сите селења. Χάρηκα πολύ. Σας παίρνω εκ μέρους της Ήλινα Μπάσευσκα από τα Σκόπια, που ήταν φίλες παλιά. На телефонот одговори мајката на Јоана. Καλά, μια χαρά. Софија вели дека таа најпрвен се збунила, па се израдувала. Δεν ξέρω για Прашала τους како γονείς сум и της. колку деца има. Εγώ είμαι φίλη της τώρα Ги τελευταία. поздравила и моите Δεν τους έχω родители. γνωρίσει. И најважно, и дала телефонот од Јоана, која навистина немала ни Facebook, ни Instagram, ни Twitter. Τι ψάχνει η Ήλινα? Се слушнавме со Јоана. Вели дека нема многу спомени од нашето детство и се чуди на деталите кои јас ги памтам. Изгледа задоволна од животот, има убаво семејство и работа што ја сака. Татко и починал и ја продале куќата крај морето каде одевме лет. Сакаме нашите деца да се запознаат и да ја знаат вредноста на пријателствата. Наскоро ќе се видиме. Може би веќе следната пролет. Όταν μιαν άνοιξη χαμογελάσει θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά και θα ρωθείς να σφίξεις τα χέρια μου, παλιέ μου φίλε, παλιέ μου φίλε. Јас сум Илина Јакимовска, продуцент Бојан Угриновски, соработник на транскрипција на материјалите Ана Ашталковска-Гајтановска. Ова е последната, 10-та епизода од првата сезона на подкастот Обични луѓе. Ќе направиме мала пауза, па ќе продолжиме. До тогаш, чувајте се. Κι ίσως κανείς δε σε προσμένει να γυρίσεις, μα εγώ νιώθω τους χτύπους της καρδιάς σου και ένα άναθος φυτρωμένο στην όρημη πικραμένη σου μνήμη και ένα άναθος φυτρωμένο στην όρημη πικραμένη σου μνήμη.
ένα πλοίο μακρινό κι απροσδόκητο θα σε φέρει μαζί με τη νιώτη μας και τα όνειρά μας και τα όνειρά μας θα σε φέρει μαζί με τη νιώτη μας και τα όνειρά μας και τα όνειρά μας. Κι σωστή φωτά αλήθεια δεν ξέχασες, μα ο γυρισμός πάντα αξίζει περισσότερο από κάθε μου αγάπη κι αγάπη σου.